Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за вечерашниве содржини. Впечатливо беше дека мнозинството беа дојдени со една цел – да порачаат дека не треба да се менува името на државава. Новото раководство е многу младо, никој не знае што ќе се случи. Сега не ми е ни гајле за тоа. Ми е гајле да не се мени името. Можеа да се забележат и неколку руски знамиња. Позади Заев стои една многу јака сила која што го поддржува сето ова. И ти носиш знаме од една јака сила. Зошто? Нека проценат сите, мислам дека одговорите во знамето. Тоа ни е едини спас. Адвокатот на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и пратеникот Илија Димовски посочи дека помилувањето на шефот на државата не може да биде повлечено и се уште има правна сила. За тоа дали постапката треба да продолжи или не, апсолутно право да одлучуваат имаат судечките совети. Судиите треба во овие постапки директно да се повикаат на член 84 од Уставот и да кажат дека овие одлуки всушност се во спротивност и со Уставот и со законот, бидејќи се базираат на непостоечка законска основа. Со Андреја го поминавме делот од трасата за магистралниот гасовод, за кој невладините велат дека е најпогубен за густата и живописна шума. Зад нас се наоѓаат дрвореди од планско всадена шума, кои што фактички ќе бидат целосно уништени при изградбата на гасоводот. На градскиот прстен интензивно се работи долж булеварот Илинден. Се плашиме заради можни експлозии. Како би било да живеете на само неколку метри од високо компримирана, високо запалива и експлозивна смеша? Има ли алтернатива? Останете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Граѓански активисти, поборници за чиста и здрава животна средина се обидуваат да ги убедат надлежните да ја сменат трасата на магистралниот гасовод кон Западна Македонија, зашто трајно ќе се уништи дел од шумата на Водно. Реакции има и за секундарната гасоводна мрежа што се поставува низ Скопје од граѓани кои се плашат поради тоа што цевките поминуваат непосредно до нивните згради. Повиканите убедуваат дека ќе ги надоместат еколошките штети и дека нема простор за страв, зашто се гради според стандарди. Славица Филиповска беше на терен, разговараше со засегнатите страни, но и со експерти и еве до какви сознанија дојде. Екоактивистите се за гасификација на Македонија, но не по секоја цена. Механизацијата на Водно го вклучи алармот кај нив. Оваа еколошка катастрофа би дошла како една завршница која што отпочнато со некои други проекти кои што го мачат Водно во последниве 20 на години. Освен за Водно, реакции има и за секундарниот гасовод кој интензивно се поставува низ Скопје. Преголем капацитет на цевка со високо компримиран, високо експлозивен, високо запалив газ ни се приближи премногу блиску до наши згради. Надлежните изведувачите не чувствуваат потреба за подетално информирање на јавноста. За експертите, штетите по природата се неминовни, но треба да се гледаат и придобивките. Цивилизацијата бара компромиси. Има ли алтернатива? Водно, белите дробови на Скопската котлина. Пасиштата, шумата и другиот животински и растителен свет го прават идеално прибежиште од скопскиот урбан хаос. Но механизацијата на терен и увидот во документацијата за трасата од гасоводот што треба да поминува низ Водно предизвикаа остри реакции од граѓанските активисти. Меѓу најгласните е Андреја Јанков, архитект кој тврди дека на Водно му се заканува екоцид. Фактички оди од Рачиново кон Драчево, па Драчево оди до општина Сопиште, каде по сртов што се наоѓа зад нас, води се до оној надпис кој што може да го видите, при што понатаму продолжува. Со Андреја го поминавме делот од трасата за магистралниот гасовод, за кој невладините велат дека е најпогубен за густата и живописна шума, но и за ендемските видови инсекти и растенија на Водно. Планот е гасоводот да се поставува по сртот на Водно, но поради конфигурацијата на теренот, неопходна е и сеча на дрвја. Неколку веќе се уништени само со качување на машините,
А за да се одржува гасоводот, дел од шумата трајно ќе се пренамени во земјен пат широк неколку метри. Зад нас се наоѓаат дрвореди од планско садена шума, кои што фактички ќе бидат целосно уништени при изградбата на гасоводот. За визуелно тоа да ви го доловиме, тоа значи отприлike 5 вакви дрвореди зад мене. Механизацијата се наоѓа во местноста Бел Камен, но по реакциите во јавноста се чини дека работата е запрена. Сепак, и почетокот на изведбените активности веќе дава слика за последиците за планината. Ова сега што го гледаме само површински ископ, кој што е спремање значи за тој длавински, условно на 80 см или 50 во карпа, кој што фактички со тоа минирање карпата неповратно веќе се уништува. Значи секаква палеонтологија, археологија, живеалишта на инсекти и така натаму веќе неповратно се уништуваат. Реакциите на невладините следуваат откако имале можност детално да го разгледаат проектот. Магистралниот гасовод што треба да стигне до Тетово и Гостивар, само на планината водно треба да се пробие низ 11 километарска траса, од која според невладините 4 километри се низ високо стеблеста шума. Посретот на водно гасоводот треба да помине покрај селото Шишево, а потоа преку реката Треска да помине и кај селото Глумово. Оттаму продолжува за Тетово, Гостивар и Кичево, со тоа што еден крак оди северно, покрај Рашче за Косово. За вице-премиерот Кочо Ангјушев, тоа е мала шума за која вели лично ќе се заложи да биде надоместена. Да видиме како и тоа малце евентуално шума која што би требало да се уништи со правење на гасоводот, а при секој инфраструктурен проект дел се уништува од шума, но многу е важно да ги најдете механизмите да тоа го надокнадите. Значи, јас лично ќе бидам поборник на тоа да за секое исечено дрво бидат насадени најмалце 10 и мислам дека решението треба да го бараме во тој правец. За националното поврзување преку магистрални гасоводи задолжено е акционерското друштво Македонски енергетски ресурси. Со поделбата на владиниот кулач, директорското место овде му припадна на Бајрам Реджепиот Дуј, кој одби да ја образложи оправданоста на трасата што поминува на водно. Но активистите остануваат на ставот дека мора да се бара алтернатива, бидејќи водно е последното вистинско зелено капче за скопјани. Енергетскиот крвоток за другите градови го остава Скопје без неговите бели дробови, а не е ниту предвидено главниот град да се приклучи на оваа траса. За Скопје се гради секундарна гасоводна мрежа, а јавноста веќе почна со критики и за овој дел од работењето. На градскиот прстен интензивно се работи долж булеварот Илинден. На трасата што поминува право низ зелен појас, забележливо е дека во еден дел близу улицата Струма во Карпош 3, таа скршнува и се приближува до зградите. Ова било повод за граѓаните со жив штит да ги запираат багерите. Се плашиме заради можни експлозии. Како би било да живеете на само неколку метри од високо компримирана, високо запалива и експлозивна смеша? Каков живот ќе биде тоа? Под каков стрес да живеете секој момент дека нешто може да експлодира? Таа барем што е пореметена, барем таа да се врати на барем уште десетина метри да се добијат, кои самоволно се произволно, независно дали од глупост, дали од нечија неодговорност, несовесност, неразбирање, на нас исто ни се паѓа. Сакаме безбедност. Зафировски е решен правдата да ја бара на суд. Во тек е собирање потписи од станарите, кои велат дека не сакаат да користат газ бидејќи се приклучени на топлификацијскиот систем. Не се против гасификација на Скопје, но бараат да се најде алтернатива за трасата. Оваа траса, тоа е наша црвена линија, без тоа ќе мораме да ги распродаваме пошто потоа наши безградини. Од општина Карпош велат дека целокупната документација за проектот е во град Скопје. Од град Скопје пак, за детали не упатија да се обратиме до инвеститорот Гама. Од Гама велат дека речиси и целиот град е опколен со гасоводна мрежа и тоа со 50 километри цевководен систем. Тврдат дека трасата е безбедна, проектот поминал низ ревизии и граѓаните воопшто не треба да стравуваат. Напротив, ги охрабруваат општините што побрзо да најдат дистрибутер што ќе го донесе гасот до секое домаќинство. Цевководот во Скопје има капацитет за работен притисок од 12 бари. Според правилникот за гасоводи, тој спаѓа во категоријата висок притисок. Во правилникот пишува дека за гасовод со таков притисок минималното растојание од објект треба да биде 3 метри.
Според Константин Димитров од Центарот за енергетска ефикасност, ова е висок притисок и доколку не се работи транспарентно пред граѓаните, сомнежот е оправдан, иако вели дека гасификацијата е неопходна. Крајно време е и се дочни со изградбата на така наречениот градски прстен. Ние во дистрибутивната инсталација не треба да ги надминува 12 бари и тие во принцип треба да се поставуваат на тротоарските површини. Ако се поставуваат на тротоарите, се приближуваат до објектите и на определен начин предизвикуваат страв кај граѓаните дека се преблиску, темелите ќе им бидат во случај на пожар, експлозија ќе ги остават. Милион други стравови со оправдано се појавуваат. Но од друга страна па сето тоа се прави, пак ја би рекол, со некаква проектна документација. Убеден сум, верувам дека не може да се пристапи кон градење ако нема проектна документација. Но за магистралниот гасовод кој треба да помине низводно, Димитров нема дилема. Веќе е многу неблагодарно да се борува кога се превземени големи финансиски зафати, до некаде дотеран тој проект и сега да правиме алтернатива. Колку со тоа директно во урбаните средини па ќе се намали загадувањето со користењето на природниот газ кој ќе дојде таму. За граѓаните компромис е неприфатлив. Нека размислат добро пред да не одлучат во прилог на дислокација на овој гасовод. Истинска ревитализација која што се споменува или 10-кратно пошумување, неколкократно пошумување на водно како надомесна штета за што би настанала при самите изведбени работи, фактички не е можна, затоа што самата траса мора да биде одржувана гола за коренистиот систем на растенијата да не го оштетуваат цевоводот, а исто така да бидат и лесно достапни за противпожарно возило или возило за санација на самиот гасовод. Како и тоа малце евентуално шума која што би требало да се уништи со правење на гасоводот, а при секој инфраструктурен проект дел се уништува од шума, но многу е важно да ги најдете механизмите да тоа го надокнадите. Може би намерите се најдобри, значи меѓутоа тоа е едно лаичко гледиште на екологијата. Очигледно дифузна е линијата меѓу придобивките за животната средина од гасификацијата и последиците по неа од поставувањето на гасоводот. Следува уште една пауза по која се политичките теми. Впечатливо беше дека мнозинството беа дојдени со една цел – да порачаат дека не треба да се менува името на државава. Новото раководство е многу младо, никој не знае што ќе се случи. Сега не ми е ни гајле за тоа. Ми е гајле да не се мени името. Можеа да се забележат и неколку руски знамиња. Позади Заев стои една многу јака сила која што го поддржува сето ова. И ти носиш знаме од една јака сила, зошто? Нека проценат сите, мислам дека одговорите во знамето. Тоа не е едини спас. Адвокатот на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и пратеникот Илија Димовски посочи дека помилувањето на шефот на државата не може да биде повлечено и се уште има правна сила. За тоа дали постапката треба да продолжи или не, апсолутно право да одлучуваат имаат судечките совети. Судиите треба во овие постапки директно да се повикаат на член 84 од Уставот и да кажат дека овие одлуки всушност се во спротивност и со Уставот и со законот, бидејќи се базираат на непостоечка законска основа. Следно во 360 степени е репортерскиот извештај од викенд протестот на ВМРО ДПМН од друга перспектива. Еве го она што се случи пред владата, а немавте можност да го видите во сумираните новинарски извештаи во вестите. За иконографијата, ставовите на присутните и нивните очекувања од Зоран Јовановски. Сега е веќе 22 часот, а протестниот собир на ВМРО ДПМН заврши пред околу 15 на минути. Вака изгледа улицата пред владата. Комуналните екипи веќе се фатија за работа. А еве како се започна.
Околу 18:30 почнаа да пристигнуваат автобуси од различни делови на Македонија. Организирано пристигна и водата, а и трубите и сирчињата. Меѓу првите пред владата дојде и популарниот Батегеле, кому неодамна му се слоши пред судот во Скопје, кога на Никола Груевски му беше изречена 2-годишна затворска казна. Некои адреналинот ги надвладеа многу пред официјалниот почеток на протестот. Ѓорѓе Иванов, видите паметни македонци, немојте да влегате у некој кошек. Ова е Македонија! Иако протестот беше најавуван како генерално антивладин, печатливо беше дека мнозинството беа дојдени со една цел – да порачаат дека не треба да се менува името на државава. Како ќе се викаме утре? Така? Ние сме македонци, македонци ќе останеме. Македонија останува. Не сме да се менува. Македонија само едно име има. Ајде да направиме компромис, Грција нека го смени името. Многу порано пред закажаниот термин, пред владата се појави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Лично беше во последна теренска инспекција. Некои го искористија за да се фотографираат со него. Даде и едно интервју. На прашање на други медиуми не сакаше да одговара. Протестот се сметаше за тест за новото раководство на опозицијската партија, особено откако последните анкети покажаа дека Мицкоски има многу понизок личен рейтинг од партискиот. Верувате ли во начинот на кој што новото раководство ја води партијата? Па, сега за сега да. Ќе видиме понатака како ќе биде. Верувате ли дека ВМРО ДПМН може наскоро да се врати на власт? Не би кажал, не сум сигурен за тоа. Зошто? Па, бидејќи се уште е рано за такво, бидејќи една година има поминато од власта, би требало да се врати за 3 до 4 години. Не само новото раководство, туку и луѓето кои се околу Мицковски, сметам дека се доста квалитетни, способни, некомпромитирани, без багаж минат, така да имам доверба во новото раководство. Новото раководство е многу младо, никој не знае што ќе се случи. Сега не ми е ни гајле за тоа. Ми е гајле да не се мени името, после тоа што сакам дека прават тие, меѓу себе. Ќе бидат подобри. Да. На други, новото раководство на партијата и не им беше многу интересно. На собирот беа дојдени да го поддржат екс-лидерот Никола Груевски. Заев да влезе во затвор, Никола Груевски да искочи. Како Никола Груевски нема друг да се најде. Не униси. А нели се најде Мицковски на негово место? Да, али без Заев па се не може. Заев, пардон, без Никола Груевски. Светлост, радост на македонскиот народ, Никола Груевски, амин. А дали верувате во новото раководство на ВМРО ДПМН? Стара сум, не знам, ја го знам него. Дали сте задоволни од начинот на кој новото раководство на ВМРО ДПМН ја води партијата? Па уште не можам да бидам така сигурна да видам. Верувам во ВМРО. Па ќе видиме. Исто, на исти начин како и Груевски. Ја мислам дека добро ја води. И Груевски добро ја водеше. Меѓу присутните имаше и такви што носеа мајци на кои пишуваше Касапот, што е еден од прекарите за Андон Јанев Ќосето. И порака: каде со добро, каде со нож. Можеа да се забележат и неколку руски знамиња. Овој млад човек вели дека дошол да си ја брани земјата. Мотив одбрана на Македонија. Што? Од секој зло што го нанесува СДС. Дали веруваш дека Мицкоски и новото раководство на ВМРО ДПМН имаат капацитет да го соборат Заев од власт? Искрено не можам на тоа да одговорам. Зошто? Па мислам дека позади Заев стои една
многу јака сила која што го поддржува во сето ова. И ти носиш знаме од една јака сила. Зошто? Нека проценат сите, мислам дека одговорите во знамето. Тоа ни е едини спас. Добре дојдовте на Собирот. Но, иако многумина рекоа дека дошле заради него, Груевски не се појави. Дел од поранешното раководство на партијата, протестот го следеше од некогашните простории на неделникот Република, Курир и Радио Слободна Македонија, во зградата наспроти владата. Во првите редови покрај Мицкоски се построи новото раководство на ВМРО ДПМН, генералниот секретар, подпредседателите, председателката на женската организација. És ezzel az európai embereket is. Sosem felejtjük el a ti bátorságotokat. Тука беа и реформаторите кои прифатија да бидат дел од новото раководство. Подалеку, од другата страна на бината, беа Антонио Милошовски и Илија Димовски, кои го бойкотираа конгресот на кој Мицкоски беше избран за председател. Таму беше и поранешниот технички премиер и генерален секретар Емил Димитриев. Тој сака да му даде шанса на Мицкоски. Овие почетоци кои што ги прави И кога речиси сите веќе заминаа, останаа двајца што инсистираа јавно да ги споделат впечатоците. Ајде брат, не сликаш? Да, снима. Ова беше прекрасно. Да е жива Македонија. Македонија, само за Да е Македонија. жива, за Македонија. Минатиот понеделник во 360 степени адвокатот на Горан Груевски и Никола Бошковски практично ја најави новата стратегија на одбраната на обвинетите од СЈО кои беа помилувани од претседателот Иванов. Ке бараат прекин на постапките и веќе бараат со аргументот дека Грчкиот врховен суд одби екстрадиција на неговите клиенти, бидејќи еднаш дадено помилување не може да се повлече на никаков начин. Вечера продолжуваме да ги соочуваме аргументите на оваа тема. Професионалците, чии ставови ги пренесуваме, сметаат дека постапките не треба да се прекинат. Еве зошто. Александар Димитриевски. Во Македонија се уште не е стигната пресудата на Грчкиот врховен суд кој одби екстрадиција на бегалците Горан Груевски и Никола Бошковски, наводно со образложение подкрепено со одлука од Страсбур дека еднаш дадено помилување не може да биде повлечено. Но и без одлуката, ефектите веќе се чувствуваат. Обвинетите во предметот Титаник и денеска побараа судот да ги отфрли обвиненијата на СЈО, повикувајќи се на аболицијата на претседателот Иванов. Адвокатот на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловски и пратеникот Илија Димовски посочи дека помилувањето на шефот на државата не може да биде повлечено и се уште има правна сила. Реакцијата на судовите ќе зависи од ставот по прашањата, важи или не важи повлекувањето на помилувањето, но важи или не важи и самото помилување на претседателот Иванов од 2016-та за вкупно 56 лица. Останува уште една отворена врата да се побара советодавно мислење на форумот на високите судови пред Европскиот суд за човековите права. Тоа може да биде излез да се побара правно мислење во конкретната ситуација во однос на ова прашање. Ке продолжат ли судските процеси за помилуваните или предметите на СЈО се пред блокада? Оваа снимка од Словачкиот парламент од 1996 година. На неја е прикажан протест на опозицијските пратеници, додека на говорницата е лицето чие име деновиве актуелно во Македонија – Иван Лекса. Станува збор за поранешниот шеф на словачката тајна полиција, чиј случај беше аргумент на одбраната на Груевски и Бошковски во Грција. А сега и аргумент да се прекинат сите судења против помилуваните од Иванов во Македонија. Накусо Иван Лекса е помилуван за сомнежи за тешки кривични дела во 1998-та за посмената на власта тоа помилување да биде повлечено. По повлекувањето на помилувањето, словачките судови првично го гонат, но потоа го прекинуваат прогонот бидејќи не наоѓаат основа за повлекување на помилувањето. Подоцна Лекса поведува и добива случај во Страсбур за тоа што воопшто бил гонет во одреден период по првичното помилување.
Ова и било која друга одлука на судот во Страсбур е важна затоа што создава обврска за сите земји членки на Советот на Европа, меѓу кои Македонија, во идентични ситуации да следат праксата од Судот за човекови права. Но дали Лекса е ист или случај налик на она што со помилувањата се случи во Македонија? Асистентот по уставно право на правниот факултет во Скопје Денис Прешова вели не. Според него, пресудата на Страсбур за Лекса е последица на незаконитоста на повлекувањето на помилувањето, додека во Македонија проблемот е во законитоста на самото помилување. Илустративно, правото на председателот на Македонија да помилува без никаква процедура извира од членот 11 од Законот за помилување од 1993 година. Кога повикувајќи се на тој член, Црвенковски го помилува Заев. Во 2009 година власта на ВМРО ДПМН и на ДУИ направи измени и дополнувања на Законот за помилување, при што член 11 е избришан, а со тоа и правото на председателот да помилува без претходна процедура. Во 2016 Уставниот суд ги укина измените и дополнувањата од 2009. Но, вели Прешова, повикувајќи се на интернет страницата на Уставен, овој суд не создава право, туку констатира што е неправо. Тоа значи дека укинувањето на измените во 2009 не значат дека на сила е вратен членот 11, а со тоа и правото на председателот да помилува без процедура. Па сепак, Иванов помилуваше токму според тој член 11, кој за Прешова не постои, се додека собранието повторно не го донесе. Заради тоа сметам дека судичките суди во постапките кои се пред нив и предметите кои ги споменавте во однос на лицата кои беа предмет на овие одлуки за помилување, судиите треба во овие постапки директно да се повикаат на член 84 од Уставот и да кажат дека овие одлуки всушност се во спротивност и со Уставот и со законот, бидејќи се базираат на непостоечка законска основа, односно на непостоечкиот член 11 од Законот за помилување од 1993 година. Според Прешова, таквата одлука на основните судови нема да значи дека на одбраната ќе бидат ускратени сите правни лекови. Во теорија, на располагање ќе имаат барем уште еден механизам – Уставниот суд. Можност постои. Ако одлучат бранителите во конкретните постапки, судски постапки пред нашите редовни судови, да поднесат барање за заштита на слободи и права на нивните клиенти, на обвинетите, значи пред Уставниот суд, по донесените одлуки за одбивање на нивните приговори по однос на овие прашања, како веќе оди процедурата, за одбивање на обвинителните акти и запирање на самите кривични постапки. И ако доколку сметаат дека нивните права и слободи кои ги штити Уставниот суд се повредени. Како би постапил Уставниот суд во една таква ситуација е тешко да се претпостави. Например, во одлуката од 2016 година, кога Уставниот суд ги укинува измените на Законот за помилување од 2009, се вели дека тоа е неотповиклив и конечен акт на милост на председателот на Републиката. Но во друг предмет, само неколку месеци откако Иванов ги повлече помилувањата, Уставниот суд отфрлил иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одлуките за помилување, меѓу другото, и поради тоа што оспорените одлуки не се во правниот поредок, односно престанале да важат. Одговор на прашањето дали предметите против помилуваните од Иванов треба да продолжат или да се прекинат, може да даде и судот во Страсбур. Таквата идеја веќе ја презентираше поранешната судика од Македонија во тој суд, Миријана Лазарова Трајковска. Излез од вакви ситуации постои и ние зборувавме протокол 16 е отворен за ратификација и тој им дава можност на земјите членки на конвенцијата да побараат советодавно мислење од Европскиот суд за човековите права, дури постапката тече. Значи да се посоветуваат со судот како да пристапат кон некоја правна работа. Меѓутоа, бидејќи и Македонија се уште не го ратификувала овој протокол, останува уште една отворена врата да се побара советодавно мислење на форумот на високите судови пред Европскиот суд за човековите права. Тоа може да биде излез да се побара правно мислење во конкретната ситуација во однос на ова прашање. Председателот на судот во кој се предметите против помилуваните од Иванов вели дека е свесен за ова и за другите опции, но дека не е работа на првостепениот суд да ги употреби. Јас пред некој време веќе кажав дека за тоа прашање
ќе треба веројатно некој друг да побара одговор, а одлуките на повисоките органи, второстепениот суд, Врховниот суд или Уставниот суд, Основниот суд ќе ги почитува дословце. Сметам дека не е надлежност на овој суд во овој момент да иницира некоја таква постапка. Затоа, како судот ќе се постави кон помилувањата, Џоле вели ќе зависи од секој судија поединечно. Надлежност за одлучување за вакво прашање, дали постапката треба да продолжи по однос обвинетите или не, има единствено имаат македонските судови, нели, и на тоа прашање единствено, значи, тие треба да дадат одговор. Кој одговорот е, вие сте председател на судот каде што се сите предмети во моментов, односно скоро сите. Некој веќе се на пат кон апелација. Јас, значи, на сам почеток се оградив дека ова не е став на кривичниот суд, туку мој личен став. За тоа, дали постапката треба да продолжи или не, апсолутно право да одлучуваат имаат судечките совети, а потоа по жалба, нели, и повисоките органи во судот. Но на прашањето на 360 степени, председателот на Скопскиот кривичен суд сепак го сподели личниот став. Еден судија, доколку донесе пресуда без да отвори доказна постапка, таа пресуда веднаш ќе биде укината од повисоката инстанца. Доколку некаква си аболиција или помилување биде донесена без соодветна постапка, а таква постои, и доколку истата не е заснована на закон, на член, на одредба, во тој случај вие одговорете ми дали таа има тежина или нема тежина, односно дали произведува правна сила. На крај сепак судбината на предметите против лицата аболирани од Диванов е во рацете на судиите кои ги судат тие предмети. Тие се под дополнителен притисок кога станува збор за одлуки од Страсбур, бидејќи со последните законски измени судија може да биде разрешен ако не ја следи праксата на овој Европски суд. Но какви и да се одлуките на судиите, ќе има незадоволни. Вината повторно ќе биде лоцирана кај судот, иако проблемот е создаден на друго место. Всушност, ова е уште еден пример како нерасчистени прашања, уставноправни пред се, создаваат последици дури на краток, не само на среден рок. Ќе одиме на уште една пауза по која е саботажата. Останете насад. Го најавувам Сречко Поповски со новото издание на Саботажата. Големината на газдинството не се мери со димензиите на превозното средство, туку со задоволството на вработените. Можноста за себе да се обезбеди луксус не предпоставува неможност да бидат алиментирани основните потреби на оние што го овозможуваат. Најважно од се е да се налицкани и сошиени за пред светот, без оглед што од внатре, како крпеница, пукаат по сите шевови. Па вие возите джипови. Каков е тој одговор? Тоа е смешка. Па денес у 21 век бизнисмените одат со авион на пат, не со джип. А ако дојде некој партнер од Зара газдата или од Манго, па вие мислите ќе го возиме ние у него? Па тој веќе никогаш нема да влезе. Операцијата Купи авион, врати джип е можеби следната фаза која ќе биде реализирана од друга група бизнисмени кои, кроејќи ја верата, го имаат заборавено незиното основно начало за скромност, уште и во неверица за тоа што се зборува. Пројавуваат сомнеш дека се што се случувало е далеку од вистината. Но толку милиарди долари евра да се украдат, па да имавме дрва само со евра, немаше да стасаат. Листјата да беа евра, немаше да стасаат. Малку е чудно, но токму на протестниот митинг од оние од кои најмалку се очекуваше, кои до вчера не беа свесни за тоа, беа демантирани тврдењата дека немало толку дрвја и толку лисја, што му патуваат дека земјава историски е како предодредена за тој ков. И Ал Капоне да беше жив! Ќе учеш од македонските криминалци!
Времето поминува, лекциите се учат, но останува истата реторика која практикуваат сите, без исклучок, ама само кога се во опозиција. Тогаш се подготвени да се откажат од се, признавајќи дека се потат ама за ништо друго, освен за да стасаат до власта. За нас ќе нема одмор, ќе нема викенди, ова ќе биде работно лето. Во тек е подготовка на нашите програми, ние имаме една фаза на така наречено работно лето. Ја бев дел од тоа работно лето. Продолжува работното лето на Социјалдемократскиот сојуз. Почнуваме со работно лето. Ќе го посетиме секој дом, секоја педа на нашата Македонија. Но не секој може да го издржи предизвикот на жештината. Особено представниците на партијата која неуморно одбиваше да се соочи со своите ривали, а сега не излегува од телевизиските студија, па макар таму, вистински, да гори. Воопшто кога ќе го погледнете животот, онака утрински, нели, кога секој од нас станува наутро, се мие, ќе се погледне во огледало, значи како да ви кажам, малку ви е топло во студио. Ајде повторно да бидеме честни пред себе. Малку ви е топло во студио. Ајде повторно да бидеме искрени пред себе. Со оглед на моето искуство претходно, пред да станам портparol на ВМРО ДПМН, ќе ви кажам вака, малку ви е топло во студио. Дали разбирате, малку ви е топло во студио. Јас од моето претходно искуство ќе ви кажам дека малку ви е топло во студио. И на крајот, оние кои најмалку се испотија, пак добија се, разбирливо. Почнуваат да се раскомотуваат, па не се гледаат себе си таму каде што се сместија. Премиере, сакам да ви ја пофалам владата, ама не ја гледам. Најмал проблем во нормална држава е да има невидлива влада. Многу поважно е таа да има видливи резултати. Се одјавувам на крајот на уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22:30.